Русија со внимание го следи развојот на внатрешно-политичката ситуација во Македонија, рече председателот на Русија Владимир Путин на денешната средба со председателот Ѓорѓе Иванов, што се одржа овде во Москва. Практично овој став на председателот Путин е на иста линија на ставовите што изминатите денови и месеци ги слушаме и од шефот на дипломатијата на руското МНР Сергеј Лавров, кој исто така присуствуваше на денешната средба со председателот Ѓорѓе Иванов. Официјална Москва смета дека кризата може да се реши единствено со почитување на Уставот на Република Македонија и на законите. И председателот Путин и председателот Иванов во своите воведни обраќања на почетокот од средбата рекоа дека билатералните односи меѓу двете земји се извонредни, но се уште има простор, се разбира, за унапредување, особено на економски план. Предлагам да слушнеме дел од обраќањето на Путин. Сегодня в России Денеска е празник, денот на словенската писменост, а писменоста ни дојде во Русија токму од Македонија. Со задоволство забележувам дека и денес руско-македонските односи се унапредуваат. Имаме позитивно движење во економската размена. Со големо внимание следиме се што се случува во вашата земја. Ние посакуваме внатрешно-политичката ситуација во Република Македонија да се развива во согласност со Уставот. Уверен сум дека вашето искуство, вашиот авторитет и вашето влијание ќе придонесат за тоа. Средбата траеше околу 1 час и беше во рамки на дводневната работна посета што председателот Ѓорѓе Иванов ја имаше на Русија, на Москва. По средбата председателот Иванов даде изјава за нас македонските медиуми што ја следиме неговата посета, оцени дека таа била пријателска и била конструктивна. Го запрашав председателот Иванов дали смета дека загриженоста на Москва за ситуацијата во Македонија е искрена или станува збор само за нивни интереси и за обид да го успорат евроатлантскиот пат на земјите од регионот, како што тоа го толкуваат Соединетите американски држави и останатите западни земји. Председателот имаше дипломатски одговор, предлагам да го слушнеме одговорот. Ние имаме јасни стратешки определби како Македонија и обстојуваме на тие стратешки определби со назнака дека не сакаме да бидат на штета на односите со Русија. Бидејќи сепак Русија е голема земја и Македонија како мала земја мора со сите големи сили да има однос на искрено пријателство и бидејќи се и тој членки на Советот на безбедност, со сите членки на Советот на безбедност Македонија секогаш имала и мора да има односи на пријателство и на почитување. Така што нашата политика на отвореност кон сите, на сите добронамерни, продолжува и настојуваме со сите големи земји да имаме навистина односи на пријателство, соработка и на меѓусебна почит. Секоја земја си има своји интереси, таа си поаѓа од своите интереси, така и големите земји си имат своји интереси, ги следат состојбите и во регионите, и во светот, и меѓутоа секој поаѓаат од сопствените интереси. Така што тоа што се случува кај една голема сила, се случува и кај друга голема сила. Ние малите можеме да ги согледуваме сите тие нивни односи, но сепак да не бидеме заложници на многу конспиративни теории, многу важни вести и многу настани кои се обидуваат некои да ги пласираат за да можат краткорачно да профитираат. Сепак големите земји се големи земји, се имат своји стратегии, се ги следат нивните интереси, а наше едноставно да се обстојуваме на нашите стратегиски цели и да правиме се да тоа не биде на штета на другите односи. Средбата со рускиот председател Владимир Путин беше главниот настан во оваа дводневна работна посета на председателот Ѓорѓе Иванов овде во Москва, но поводот за неа беше наградата што вчера му беше врачена. Станува збор за наградата Патриарх Алексеј II, што се доделува за неговиот придонес за единството на православните народи. Председателот Иванов утрово присуствуваше и на божествената литургија со која чинно се учествуваше патриархот актуелен на руската црква господин Кирил. Денеска се разбира и тука се празнува Кирил и Методи. Ова беше главниот настан што се одржа исто така во храмот Христос Спасител, еден од главните храмови во Москва.